Годишната обнова на документи за сите корисници на социјална парична помош почнува од утре, информираше јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа. Корисниците ќе треба да поднесат ново барање, а потребните упратци за поднесување ќе ги добијат во центарот. При поднесување треба да имаат на увид важечка лична карта за себе и за сите полнолетни членови на семејството, а останатата потребна документација центарот ќе ја прибавува по службена должност. Основно задолжување во оваа обнова е сите полнолетни членови од семејството задолжително да бидат пријавени во Агенцијата за вработување, што ќе биде предуслов за остварување на правото кое се очекува дека ќе се трансформира во гарантирана минимална помош, согласно новиот закон за социјална заштита, кој набргу треба да биде донесен, информираат од центарот. Токму измените во законот за социјална заштита предизвика и контроверзии, посебно меѓу лицата со посебни потреби, кои критикуваа дека со законските одредби им се кратат одредени права. Министерката Царовска убедуваше дека нема сомнежи за намалување на правата на лицата со посебни потреби со новите законски одредби. Клучно се остваруваат 6 точки на измена преку овој закон и со тие во првиот дел од законот за прв пат во Македонија се нуди или се воведува правото на персонална асистенција. Што во суштина ова значи? Она за кое што досега со години зборувавме дека се потребни персонални асистенти во училиштата, во домот, за социјалното дружење и живење на лицата со прешки во развојот, сега му се дава законска основа, а со тоа што се дава законска основа за персонална асистенција, се дава и можност за развој на програми. Со тоа Македонија за прв пат се обврзува и дека ќе воведе персонална асистенција, ќе вработи персонални асистенти по различни модели и механизми и истите ќе бидат на услуга на граѓаните. Втората измена се однесува дека правото на туѓа нега, слепило, мобилност и глувост ќе се остваруваат за граѓаните без основа на нивните месечни приходи. Досега тоа право им беше ускратено на граѓаните. Иако овие права се компензација за нивната инвалидност или немак, согласно Уставот, досега беше врзано со приходите. Третата измена е дека лицата со умерени пречки ќе имаат право да го остварат правото на туѓа нега, кој што досега го нема. Четвртото е дека надоместот за скратено работно време родителите на лица со пречки можеа да го остварат само до 26 години возраст на нивните деца, сега ќе може да го остварат и по 26-та година од возраста на нивните деца. Петата измена се однесува на конзилијарното мислење, познато за остварување на правото на туѓа нега. Досега граѓаните беа на вистина оптеретени и финансиски, нивниот семеен буџет беше оптерен со 1200 денари за конзилијарно мислење и 500 денари кај матичен лекар кој што ќе им даде упат за да одат на конзилијарно мислење. Сега тоа се укинува и првостепената комисија ќе ги посетува граѓаните во домашни услови и по претходна дијагноза или отпусно писмо од болница, тие ќе си го остварат правото на туѓа нега. Обновата на документите трае заклучно со 28 јануари 2019 година.